И еве на повторно во студиото се враќаме заедно со гостите во овој второт сеца дел поопуштен. Поопуштен, порелаксиран. Немаме толку тешки прашања, ако во првиот дел мислам дека бевме коректни. Да, не знам дали ја споменавме книгата Водич за ослободување од тага. Ја споменавме, но само накратко Билјана, за како Водич станува збор, ќе се ослободиме од тагата, навистина со сите оние практики кои што ги има во неа. Оваа книга е нареков Водич за ослободување од тага, но станува збор за ослободување од сите негативни емоции кои што ги таложиме во себе, и затоа под насловот е холистички алатки за враќање на животна хармонија. И е книга која што се состои од методи и алатки кои што јас ги применувам, бидејќи веќе повеќе од 15 години работам, нели реков, со групи, со медитации, со психолошки техники за ослободување на потиснатите емоции. И содржи голем број на техники, вежби, задачи кои што секој еден кој што сака да истражува, значи се чувствува на одреден начин, нема доволно храброст да оди на психолог, се уште е во тој процес на истражување кај нас тоа малце подолго време им треба време да се охрабрат да одат на психолог или на некој друг стручен или стручно лице со кој што ќе може да поразговараат. Ова е начин на кој што може да поминат низ тие вежби, низ тие размислувања своји за да видат докаде се, да видат дали навистина се заглавени во нешто или не. Така да, за мене, по моето искуство, особено со работа со жени, е дека многу често пати тагата од разделба, дали дечкото е напуштил пред 20 години или не знам, починал некој близок од фамилијата и тоа пред долго време и се уште се држи, сметам дека најдолго време се задржува бидејќи е некако неприметна, незабележлива. Луѓето не сакаат да зборуваат за работи што ги вознемируваат. Имав сега пред месец дена во септември имав йога ретрит во Грција. Голема група бевме и една од 7 дена беше, една од вечерите им дадов задача да нацртаат случката која што најмногу ги направила тажни и другиот цртеж да биде како таа тажна ситуација ги трансформирала. Тоа е една од или вежбите тука. И практично кога почнаа да зборуваат, бидејќи повеќето луѓе не размислувале за себе на тој начин, ниту пак се отвориле повеќето жени не биле на психолог, нема. Многу ми беше интересно, бидејќи десетина од нив беа многу вознемирани, почнаа да зборат за нешто што ги направило тажни, иако задачата и вежбата беше друго, почнаа нели ова ми се случи вака така. 2-3 побегна, 2-3 ми беа лути, како тоа не сум им кажала дека ќе зборуваме за ваква тема, они да знаеле немало да бидејќи не ќе да зборуваат за ова. Така да сакам да кажам, тоа е нешто што го избегнуваме сите, и мажи и жени, нели горе-доле. И можеби затоа така го нареков. Уште ова ќе ви кажам, една колешка на работа ми пиша порака, вика ти ја купив книгата пред 2 месеци и толку се изнервира од насловот што вика ја сврти вака и ми седеше вика 2 месеци свртена, па потоа почнала да ја чита и така. Така. Се надевам вие нема да ни се налутите на нас затоа што подготвивме со Цеца интересни прашања. Вие треба да ги извлечете и да ни одговорите. Не сте поврзани со така, баш се стрикни прашања. Доктор, не се плашат. Не, прво дамата. Може прво дамата. Прво дамата. Чекаш кај второто е величе. Добро, па гостинот. Прав джентлмен, Ова мене ми остана. Ама има две. Ако? Тоа го сакате или другото? Нема врска. Ние намерно повеќе Ја можам и двете да ги одговорам. Може, ми се допаѓа. Цеца, може да водиш. Ајде да почнеме од вас, повелете. Ако имате време, дали би прочитале добра книга или би погледале добар филм и од кој жанр? Ајде. Да, интересно прашање. Значи, книги читам нон-стоп. Што од медицинска наука, што од природна наука, повеќе во таа насока. Нормално, немам време баш стручна, баш струцна и образовна. Така да ме исполнуваат тие работи. Сега, во слободното време, дали гледам филм, подобро. Немате слободно. Не, имам слободно време, значи подобро моето слободно време да го искористам со музиката, да си седнам во моето студио и да си уживам во тоа, него да седам да гледам фудбал, да гледам спорт, да гледам филм. Не да не гледам. Значи нормално кога ќе излезе некој добар филм, јас сакам да го погледам, јас сакам да. Но музиката е приоритет. Меѓутоа приоритет е музиката, наистина. Таму се осеќам најслободно и си уживам. Моите срекни хормони се значи нон-стоп во исполнети и затоа се чувствувам многу среќен. Баш благодарим. Билјана, вашето прашање и одговор? Како се справувате со негативна енергија или критика? Ја читам книга. Сами си биравте прашање. Да.
Нормално сите ние сме, живејќи во општеството и живејќи или во социјален контекст, сме обкружени со негативни критики, со негативна енергија, нели? Како јас се справувам? Мислам дека кога човек работи на себе подолго време, умее да ги препознае работите околу себе, значи тоа не значи дека не постојат околу нас такви ситуации. Да. Но она што научив е да не се пецам на српски, на македонски, не знам како. Да не се фаќате да не се како да се закачалка да се фатам, туку дозволувам да помине таа бура, да помине тоа нешто, давам простор, тоа што порано не сум правила, бидејќи по природа сум брза, давам малце простор помеѓу нештото, за да нели дишеме и издишеме и јас испротивната страна, за да може да го разговараме, секој што разговор се постигнува. Ова со критики, да ви кажам, луѓе во Македонија и во светот често пати имаат тенденција да критикуваат. Да. Мислам дека ако човек работи на својата самодоверба, но во вистинска смисла, не она јас сум најдобар, туку внатрешно да се чувствува во ред со себе, со своите мисли, со своите одлуки, дека тоа на некој начин ја прави една бариера кон надворешните критики и се разбира, сето ова не важи кога децата ќе ве изнервира. Тоа е момент, тука се паѓа, но тука е најголемата лекција, морам да кажам. И најголемиот тест. И најголемиот тест, да. Доктора? Убаво кажавте. Јас имам две прашања. Првото прашање Прво, второто, ако може. што за вас представува успех? Имавте време да размислите, да изфилозофирате, осмица е ваша. Не треба да мислите. За мене представува успех кога пациентката која што ќе дојде во ординација со било каква дијагноза и на начинот на кој што ти ќе ја соопштиш таа дијагноза да ја прифати и да излезе среќна од ординација. Браво. Тоа е за А мене имавте најголем еден таков успех. позитивен пример кој може да го споделиме со гледачите од неодамно? Од неодамно имам пример, дојде 29 годишно девојче кое што 9 години до тогаш немаше појдено на гинеколог и каснеше менструацијата. Направивме ехо преглед, беше во 9-та недела на бременост и едва изедовме пап тест заради тоа што се плашеше многу од болка, од резултат и излезе дека пап тестот и кажа дека цитопатологот кажа дека е цервикална интраепителиска неоплазија од трет степен или карцином ин ситу се вика тоа. И Што значи тоа малку понародно ако може за гледачите? Значи во тек на бременост она има карцином, има предканцероза која што е во грлото на матката. И сега кај нас Во време на бременост. Во време на бременост. И кај нас по протокол треба тоа детенце ќе ги кажат господја треба вие да го абортирате, па треба да ви направиме биопсија, па ќе ви следи конизација, тој оперативен зафат кој што се вади болното ткиво од грлото на матката и после извесно време од кога тоа ќе заздрави, обидете се повторно да си бидете бремена и девојчето почнува да плаче нормално со сопругот, 29 години тоа да се случи. Да. И ништо, јас си реков, ако ме послушате мене ќе ја тераме работата под многу почести контролен него за било која друга бремена жена. Јас ја оперирав и направив конизација, беше и конизацијата исечена во здраво. Девојчето си го доноси детенцето, си ја роди Матеа девојчето во 37 недела гестацијска со царски рез и сите си се сега среќни, весели, задоволни со тоа што ќе си оди пак на контроли почесто него другите жени. Така е. За прв пат се соочувате со ваков предизвик? За прв пат, да. Верувам може да кажеме дека е успех. Успех, па како не успех, ти донесе среќа на една фамилија, како да не си успех? Да. Затоа што биле поделени мислењата на докторите. Да, по протокол го преземале ризикот. Така е. Ама и они веруваа во мене. Така е, тоа е најважно. Без збор веруваа во мене. Што ќе им кажав, така и така излезе до душа. Браво. А ова второ прашање, вика која песна ја слушате за да го подобрите расположението. Е сега лично моето расположение да го подигам, тоа е афрохаус ќе пуштам дома да речеме, ама тоа ми е. Да. А кога сум во ординација и кога чекаат пациентки, Зоран го слушате, верувам. Кога тоа и ваки така. А за пациентките да го подобрам расположението, да чекаат да не се нервозни, на LCD-то што го имам, тие викаат chill out. И јас сум сведок. Да? Chill out музика, они се слушаат, сите релаксирани, кафе, сокче, пијат, така читаат. поспани.
поспани, непоспани и Но одлично делува. одлично За делува. оние особено кои што имаат страв, да, и бидејќи јас сум чекала во истата ординација, одлично делува и на мене. Ете. Но вистина, смирувачка музика, веќе се релик. опуштам, непријатна на секој преглед, нели? Гинеколошки за согласи и Билјана и Цеца. Непријатни се и се стресни, да. Но со музиката се дефинитивно се опуштам. Се погодија прашањата, Се погодија прашањата за сите, додека ги подготвуваме фотографиите кои ни ги испрати Билјана, бидејќи ни испративте фотографии, односно јас ги одбрав за вас. Да, И јас мислите ќе се изненадиме вклучително и Билјана. Да, јас ги одбрав за Надам вас. се пријатно. Но тоа беше целта, нели, да ни испратите некои фотографии кои што ќе ги коментираме. Хајде да видиме што сум одбрала. Да, Нешто од вашите профили секако. Да. Повелете. ова е мојот пријател од 16 години од Холандија, доаѓа секоја година во Македонија, е влюбеник на македонскиот фолклор и носи, и е кореограф таму во Холандија за македонски фолклор. Така. И ова секоја година патуваме и со него одам во сите можни етно музеи во светот. Ова сме во Србија, ова лето отидени. Така да го сликам, викам ти пред твојот олтар, неговиот олтар се носиите. Така. Ти ќе знае да ги шие. Да, ми остави впечаток да, за таа родина слика е, свет. да. Тоа е од летоска. Сега ќе видиме и следната фотографија. Ева, јогата. Ова е јога Јога на ретритот отворено. сега во Грција што го праве во септември месец. 40 души беа дојдени, на изгре сонце вежбавме, тоа беше од 7 сабајла, значи не е тоа толку рано. Се гледа изгре сонцето. Да, во Грција, само кај нас е во 6 беше тоа време и Да. беше прекрасно. Значи тие што вежбале, ова се лесни јога вежби, не вежбаме, не практикувам тешки напредни позиции. На природа, во море, со убава атмосфера, нели, навистина им помага на луѓето и затоа се помасовно и помасовно доаѓаат. Така, одлично. Одлично. Да видиме и следната фотографија. Инаку имам направено повеќе од 23 јога ретрити од 2017 наваму. Конкретно ова е работилница што ја правев во Соње, во природа ги правам најчесто во летните месеци. Така. Семени констелации, тоа е психотераписки правец, нели, кој што помага на откривање на личните и генерацијски, трансгенерацијски трауми што се пренесуваат. И ова ми беше една од првите работилници каде што, нели, добро, направивме символичен круг сите заедно. Имаше многу убава енергија и така, ете тоа е, исто и тоа го работам, семени констелации. Така. Последниве 3 години учам од еден русин учител и навистина се и таму има често пати се поврзува болеста со трансгенерацијските ситуации кои што се случуваат или пренесуваат. Како несвесна лојалност за кои што се врзуваме. А ова што е, не знам. Ова е фотографија, некоја патување, претпоставувам. Ова е многу стара фотографија. Не знам, ја најдов на Facebook. Ретро. Да, Добро што не е црно-бела. Ова е Швајцарија. Ева, помогна Зора. Ете Зора. Швајцарско езеро, маци го ова е во препознавам. Женева, бив на гости кај мојата многу драга братучетка таму живее. И ова е таму, да. Ето, Ова се е на потсетите. патување пред Португалија, да. Точно ова е Швајцарија. Ева, што една А ова патување. е слика во Керет во Албанија, таму веќе неколку години правам јога ретрити. Албанија за мене не сум одела, бидејќи нели имавме ние тука одредено мислење и така некоја предрасуди за Албанија, но за мене навистина е воодушевувачки, прекрасни. Прекрасна. Да, прекрасно морето, прекрасни искуства имам од Албанија и на одмор бев таа година, се сеќавам, така да ова е од тој јога ретрит. Кога правите такви јога ретритови, сами се организирате кога е превозот во прашање оние кои што се заинтересирани во Албанија додат во Грција? Последниве години организирам заедно со транспортна агенција која што нели така, не си имате пренесува, да, иако за тука во овој балкански простор Албанија, Грција, дел од луѓето си доаѓаат со свој коли, дел доаѓаат со тој организиран превоз, така да Значи, ако немаат превоз, можат со вас тоа Да, да договорат. Така, ево уште една. ова е исто јога. во Керет, да, во Керет пред 2 години кога го правев јога ретритот. И тогаш беше голема група, имавме јога утрински часови наутро и навечер, пред вечера, после вечера имаме работилници, Така. каде што работиме на личен раст и развој, на својот внатрешната извонредност, има многу игри и конекции кои што се случуваат. Еве мојата братучетка што е спомнат во Швајцарија, но ова е на 20 години, 20 неколку години во Маврово, бевме на тогаш на првиот мој јога семинар, кога ја запознав мојата јога учителка од Индија, беше тогаш дојдена, беше садана од 2 недели
и не знам кај сте ја нашле сликава, добро. Новинари. Ова сум јас и мојата сестра, ние сме 3 сестри, тогаш најмалата ни беше родена. Родена сум во Чаир, или таму ни беше станот првиот. Еве сме сега 3 сестри тука, јас сум најголемата. На оние семени одмори на времето во, мислам дека е некаде Макарска, кај што патувавме. Така, ето последната фотографија која што јас ја одбрав. Ве изненадивме малку. Да, јас немаше да ги одбрав, добро. Ме изненадив. Па добро, бараме нешто ета да ве потсетиме на минатото, на детството. И така кажав така да сте растела. Еве Зоран исто има постари фотографии кои што ни ги спративте. Може да ги погледнеме. Да, за жал јас не можев да ги презентирам оние фотографии од моите пациенти што на пример со кожни проблеми, со какви големи проблеми. Таму законот за заштита на приватни тоа е доста забрането, затоа не сакав никој да инволвирам. На пример еве со алопеција ареата или алопеција тоталис, тие работи да видат како се на некој начин лечат. Доаѓа човек на пример скроз во рани или со псориазис и после 3-4 месеца е излечен не тотално, значи пак мора контроли, пак си мора секој 2-3 месеци да се испитуваат некои работи, меѓутоа после година дена симптомите поминуваат и се си функционира без никаков проблем. Затоа одбрав еве мои фамилиарни слики. Овде сме на одмор во Дубај, еве со моето семејство, мојата сопруга Лидија, моите 2 сина, Тристан и Ник. Во Дубај 2019 година. Ова е на турнејата по Австралија со Цеца, да. Тука имавме турнеја, сега не се сеќавам баш која година беше, дали 2015-16 имавме турнеја низ Австралија, имавме 4 заеднички концерти во препуни сали и навистина не беше многу убаво. Јас како представник од македонската естрада, ова се моите родители. Татко ми Трајче и мајка ми Даница, да. Ова слика еве кога сум бил можеби 3-4 години, еве со мојата мајка од самите мои почетоци на армоника. Дали се уште свирите така армоника? Така почнав нормално, по потреба, мислам. По потреба. За своја душа, да. Овие се моите почетоци, затоа што ја малци покасно почнав со армоника, почнав негде кога бев 7 деление. Не баш многу мал. Па добро, 7 деление, сте мало дете. Во музиката почнуваат уште многу порано. Да, но во секој случај, ево ова е на мојата свадба со мојата супруга Лидија. Така, поздрав до сопругата и до целото ваше семејство. Ова е моето синче Ник. Они се во Швајцарија. Овде е прошлата година сликано во Канада, баш за Нова година, пеев во Канада, во Торонто, и тој беше со мене. Многу емотивни слики. Овие се цветници 94-та година, тогаш фестивалите беа. Да. Тогаш фестивалите беа навистина многу убави, многу како да ви кажам, нашите одскочни даски, така кажано, што не пласира во небото, нели, како пејачи беа баш таму и тогаш баш децата ни носеат цвеќиња на оние пејачи што им се допаѓаа како пејачи и како песни. Да, во тоа време фестивалите беа ова е цветници 94-та година, да. Многу интересни емотивни настани. Ова е веќе Валандово, каде што ете од многуте мои хитови излегува баш на цветници и на Валандово, така да со задоволство не е лошо да се презентира, да се видат како едно време било. Ова е на времето кога пишуваше 2004. Ова е баш во Сиднеј, во Бонде. На една моја турнеја исто така кога бев со преко српската естрада, имав доста настапи во дискотеки и клубови и тука баш на Бонде си направив една убава фотографија, тука стално одевме на пливање, на забава и тие се многу убави спомени кои што навистина остануваат длабоко во срцето. Ги споделивте сите ваши емотивни спомени. Благодарам и на вас што дозволите така да малци приватно се представи. Да. А докторот веќе кажавте немате приватни фотографии, не сакате да се фотографирате. Строго професионално. Имаме интересни фотографии кои што ќе ги задржиме малку повеќе да ги видат и гледачите, бидејќи на овој начин можат само преглед да направат дамите кои што не следат. Ова се слайдови од Инстаграм страницата, каде што има преку, не знам, 400 и нешто поста. Добро. И еден од тие постови е и само преглед на дојките со целосно образложение под постот. Значи на сите чекори се опишани како треба една жена да си прави само преглед на дојките.
Добро, како од каде се почне? Ве гледаат и гледачите во стоечка позиција, со облака до пола гола пред огледало во веце. Тоа го прави на 8-миот ден од менструацијата, кај жени што имаат менструација, кај жени што немаат менструација, кога ќе земат плата. Денот кога ќе земат плата, тогаш си прават само прегледи на дојките и чекор по чекор. Епа, за да може се за да знаат точно на 15. Ако нема менструација, нема да знае кога. Ако досни платата. Ако е бремена, може би или ако досни платата. Да. Се пошегуваме малку иако темата е баш сериозна. Секој месец. Не знам дека секој месец се прави. Секој месец. Само прегледи се ти. Вие сами си ги правите. За да, се оди на гинеколог, кој што може и доктор да ги направи, но овие се само прегледи во случај на промени. Така ние правиме преглед. Меѓутоа, за дома, превентивно да си делувате, само на себе, познавајќи го вашето тело, си правите само преглед на дојката. Овие чекори што се таму напишани. А ова еден од осложнените за Македонија важи. Да, во Македонија ќе се соочи со дијагноза на рак на дојка во текот на животот. Една жена, од 8 жени, една жена ќе заболе. Како да се спречи тоа? Епа со покриеноста на превентивните прегледи, на Добре, тоа не зависи од нас, зависи од институциите. Што ако не се смени, не се сменило уназад 20 на години. Како ние како жени можеме сами, стресот да го тргнеме? Не, стресот не може да го тргнеме. Isхраната колку влие? Влие па здрава прехрана полна со влакна, што се салати да се јадат, да не се јаде прженици, похованици, помфрити, чипсови и така дале, ќе бидете поздрави. Добро, еве, тоа е што. Да само ако може малку само да се надоврзам. Значи, спрема моите искуство до сега од овие 11 години, повеќето жени, мислам, страдаат од машки хормони, имаат покачени машки хормони. Со самото покачување на тој тестостерон, голема е веројатноста да добијат рак на дојка. Затоа мораат и хормонскиот статус често да си го прегледуваат. Затоа што тие предизвикуваат кога некоја женствена, женското секојаш треба да има своји женски хормони повеќе лачење, меѓутоа доминираат некој пат машките хормони. Секоја жена што приметува повеќе влакна, истакнати влакна, чудно, што не е за жена, или агресивност, или било што, тоа е еден симптом на тестостеронот може би да се покачува и тука опасноста за рак на дојка е многу висока. Добро, не сум го знала. Ова тие кај девојчиња што имаат ПЦО, сите хормони тие не само тестостерон, и дехидроепиандростендионот е покачен, и кортизолот е покачен, инзулинската резистенција е покачена, и тие треба да го сменат цел начин. Тие се крупни жени, влакнести како што кажа Зоки, значи влакнести се со бубујици, што немаат редовни менструации, една менструација ќе добијат на 6 месеци. Да, завршивме со фотографиите, ми се вдени уште некоја фотографија да коментирам. Цецо, ти дали имаш прашања на нашите гости? Имам апсолутно. Не ги прашавме нашите гости како вие се справувате со стресот и со тагата. Еве прво да име во Швајцарија како тоа функционира. Многу едноставно, значи како што кажав, кога ќе станете од сабајле, не смеете да си дозволите стресни ситуации, не смеете да си дозволите некој преко телефон, преко телевизија или било од каде да си дозволите Што значи тоа не смеете да си дозволите? Како треба да ја примиме веста информација? Гледам некоја емисија, например, заљубен сум во некоја емисија, дали политичка, дали ова. Например, така и сега, например, ако некој нешто раскажува во врска со теми кои што навистина ве погодуваат, а знаете дека тоа можеби не е така и ви буди чувство на вознемиреност. Значи, самата вознемиреност на вас ви ги покренуваат тие хормони што малце ве возбудуваат. И сега може да сте приметиле, секој човек не е ист секој ден. Доаѓа нервозен на работа. Автоматски има причина за тоа. Дали од сопругата, дали од детето, дали од ова. Значи, секојаш сабајле кога ќе некој ви го направи денот или расположението ви го на некој начин доведе во размислување, веќе вие делувате негативно. И така се покачуваат преку денот тие хормони ве прават на некој начин нервозен. Сега, како ги смирувам? Си станувам, си пијам чај или ако се од сабајле немам обврски во праксата, си одам во студиото, си седнувам, си пуштам музика, музиката е лек на душа, си ги потикнувам моите хормони на среќата да се осеќам среќно, да се осеќам задоволно, да се осеќам исполнето и тогаш све ви е полно и све ви е рамно. Значи тогаш можете да правите што сакате или излезете да се прошетате, или дишењето, или некои типови на јоги, или било што употребувате, да самите себе се на некој начин мотивирате да тој ден ви биде
весел, распеан, расположен и тогаш верувајте ниту болест нема да ве фати, нити проблеми, нити психички, нити здравствени, све ќе ви биде нормално. Што поразвиена е државата, тоа е помал стрес. Да. За жал, еве. Билите лесно од Швајцарија не сакам Само не, ај кога ќе станеш не си нервозен. Ај зади со кола на улица, готово, одма. Различно е затоа. Одма си стресен. Да, ама ја пак сум против тоа. Например, кога знаеш дека е таква ситуација, сами од себе си не смееш да си даваш стрес. Си чекаш и си возиш. Јас сум на ваша страна. Ме разбира, значи нема што тука се. Јас знам дека овој ќе ми улета, знам дека може некој да му удри. Тоа јас очекувам. Значи јас кога нешто очекувам, сами од себе сега треба да сум луд да се стресам ради тоа. Знам дека еве нема да возите со автобус. Сега сум во водно, знам дека 40 минути ми требаат до Канал 5. И нема нервози. Само овој ми влезе, овој ми излезе, овој се пика, овој. И јас му викам во ред, изволте, повелете, да. Вашиот ред. Значи јас ако сам се испровоцирам, сам сум си крив. Ние сме си самите криви. Јас стално зборувам со моите пациенти, кој е твојот најголем непријател? Самиот. Ако сега вие ме нервирате мене, јас ви враќам, значи автоматски ми ги будите тие нервозни хормони. Меѓутоа вие сакате да ме провоцирате, јас се вртам и кажам, оке, благодарам. Не дозволуваме. Не дозволуваме, значи ние ќе си бидеме среќни и весели, нема да го дозволуваме тој кортизолот, значи хормонот на стресот да ми прави уште многу други компликации во организмот, да јас на некој начин се чувствувам незадоволен. Самиот сум си крив, затоа кажам, стресот е тој што јас можам да го регулирам. Знам во Скопје дека таква е ситуација. Јас од Штип би стигнал побрзо во Канал 5, него ли од Водно. Тоа ми е јасно и затоа така се и понесувам. Се прилагодувате на ситуација. Некој ти викна ако му влезеш, некој те препцува ако влезеш. Да. Благодарам. Повелете. И така да сигурно на некој начин смирувам стресот. Така. Да, тоа е, да се сложувам со вас, одговорноста треба сами да си ја превзимеме за животот, но кога долго време си во стрес, како што е тука, нели, цело време во стрес, кога немаш, вие сепак имате, живеам во Швајцарија, живеам тука, и онда ке тој процес на ослободување на стресот, нели да не се упецаме толку брзо, е посилен него некој што живее цело време под таков притисок, и тоа е разликата. Не, напротив, јас мислам дека напротив, ако јас живеам во среда, само да докажам, за мене апропо ова, значи соочување со стресот е и она што рековте исто така, дека нели луѓето на Балкан се полни со емоции, на некој начин емоциите не прават луѓе. Така е. Она што не треба да дозволиме да тие да се залепат, да останат на нас, се вели дека една емоција поминува низ нас за неколку секунди, освен ако не се фати за некоја мисла. Например, се чувствувам нервозен и ако ја пуштам да помине таа нервоза, ја пропуштам низ мене и не ми се роди мислата е заради ова или ради она, тогаш останува тоа во нас, таа емоција не вознемирува. Така да, за мене справувањето со стресот е кога ќе ги погледнеме емоциите или чувствата и мислите што се во нас такви какви што се, затоа што да се живее 24 цел живот во 365 дена годината во средина која што има многу поголем социјален притисок и тензија отколку една западна земја развиена, е навистина вештина да се соочиш со себе и со тоа што го имаш. Например, сега сум нервозна, нервозна сум и го пуштам тоа, значи не дозволувам да влие врз мене, ама исто така и не го тргам на страна. Сега сум лута, знам зашто сум лута, донесувам одлуки, нели превземам одговорност за себе и својот живот и начин на живот, ама преземам нешто во врска со тоа, значи се соочувам и ги прифаќам работите што ми се случуваат. Така да за мене тоа е некој начин на справување на стресот, кога се прифаќам таква каква што сум, и кога сум тажна, и кога сум среќна, и кога сум во во нервоза, и кога сум смирена, тоа сум јас. Она што треба да научиме да не остануваме во тоа чувство, особено во негативните чувства и негативните мисли за себе. Оте мислата создава негативна енергија создава негативна фреквенција која што потоа и на физичко ниво може во нека психосоматика да ни принесне, така да тоа е одговорот на моето прашање. Да се надоврзам, мислам кажавте дека таму е се подредено. Да. Мене би требало повеќе да ми смета во подредена земја, да не се толку нервирам,
него кога ќе дојдам во Македонија, да ме сето тоа нервира. Овде вие го имате тоа секојдневно. Значи вие морате да бидете да постанете имун на тоа. Значи вие тоа живеете со тоа. Како да не можам јас да се справам кога секој ден очекувам такви имуни ситуации. сме на тоа. Па да, ама нели, ама пак сте нервозни, пак ви дозволувате да се изнервирате, да се испровоцирате, значи тоа е пак грешката во себе си. Јас ако дозволам некој да ме изнервира, јас ќе бидам нервозен. Меѓутоа, за мене се моментално. Некој може да ме погоди со некоја дискусија или да ме навреди или било што. Сега јас размислувам како да му вратам. Ако му вратам со иста мера, значи нервозата расте, дури опасноста од некој конфликт. Значи, и јас одлучувам дали ќе ти дозволам тоа да го направиш со мене или не. И така во секој начин не можеме сега ние од Балканот или од Македонија сме такви емотивни и сега да си го дозволуваме тој луксус да бидам нервозен поради нешто или дете ме изнервирало или жена или некој на улица или во кола. Мораме да размислуваме тука разговорот со доктора да го слушаме на оваа тема. Се извинувам малце да. Времето ни е многу кратко. Тука многу добро кажа на сите, вика он благодарам, вика од тере работа. И сега имаш преглед закажан кај доктор 10:20 и ти доаѓа саат од 10:20 и ти викаш на сестрата, сестро, јас сум од 10:20. Му меѓувремено 20 врски проаѓаат кај тој доктор и ти доаѓаш и почиња и ти ако им кажеш благодарам повелете, нема да завршиш или нема да завршиш работа или у 3:20. Значи цел ден тебе ти упропастен. А те чекаат 100 врски други, си излегол да речеме од работа, си им викал шеф извини, у 10:20. Кој 10:20? Кој завршил тука работа на време? Тоа у Швајцарија го нема, затоа они се стреслес. Овдека не вршиш работа. Не, го има, меѓутоа законските регулативи не му дозволуваат на тој доктор така или на тој пациент така да се понесува. 10:20, тој влага 10:19 натре. Не влагу 3:10. Како швајцарски часовник. Да, точно. Има и таму толеранција. Меѓутоа, ако превише се касни, нормално консеквенците или ги поднесува до пациентот и да не премена во навика на 6 сата чека плюс. Не, таму си се стварно многу поодговорни. Тоа се сложувам, да. На крајот се согласија, барем со улова ќе си замена. Ние се согласуваме баш, дискусијата е многу добра. Критиките од една и од друга страна мора да постојат така и напредуваме. Ние без критики, ако е све ни е равно и јас разбрав разговор. Да, нели. Тоа реков на ваша страна. Не, критики мислам во смисол, нели, нервоза, овој нервозен, овој таа. Мора да има контрареплики да имаме разбирање. Јас така ќе завршам, да си самите гледачи сватат да имаме почит, колегијалност, доверба. Баш така. Накратко, да не звучи многу политички, но да им оставиме убава мисла на гледачите. Се толку ние во овој дел од емисијата ќе ги спратиме гостите.